Национален систем за интегритет. Судство. Во 2024 година, Transparency International Македонија го подготви третиот поред Национален систем за интегритет, како дел од проектот EU4 Владење на правото, граѓански ангажман за јавен интегритет во Западен Балкан и Турција, финансиран од страна на Европската Унија и владата на Швајцарија. Националниот систем за интегритет ги опфаќа главните институции за управување во земјата кои се борат против корупцијата. Во рамките на оваа анализа се оценуваат 15 столбови. Судството, иако е меѓу најважните гранки во борбата против корупцијата, има оцена од 50,68 во рамките на националниот систем на интегритет. Оцената за капацитет се состои од оцена за ресурсите и независноста на институцијата. Буџетот на судството е недоволен за неговите потреби, а не го достигнува ни законски пропишаниот минимален износ. Исто така, човечките и инфраструктурните капацитети се недоволни. И покрај сеопфатната законска рамка и воведувањето нови критериуми, методологии и правила за обезбедување независност и непристрасност на судството и правилно функционирање на судскиот систем, најновите истражувања и практики покажаа големо влијание во судството, главно од страна на партии кои имаат пристап до одредени позиции во судството. Во делот на управување се оценува транспарентноста, отчетноста и интегритетот. Иако судството одржува активни и транспарентни веб страници, тешко е да се добијат консолидирани информации за судскиот буџет, а клучните информации како и статистиката на случаите недостасуваат на веб страницата на Министерството за правда. Практиката на повикување на одговорност од членовите на судството се смета за недоволна и неефикасна поради недовербата, големиот број жалби и малиот број разгледани случаи. Постојат механизми за обезбедување интегритет на членовите на судството, но исто така се сметаат за недоволни и немаат одредби за ограничувањата за вработување по завршување на судската функција. Улогата го вклучува гонењето на корупција и надзорот врз власт. Посветеноста на судството за борба против корупцијата може да се доведе во прашање поради малиот број на успешно завршени предмети. Извештаите укажуваат на системски проблеми во судството и обвинителството, каде што има влијание од владачките партии и недостаток на соодветна одговорност и механизми за интегритет. Препораки на столбот. Врховниот суд треба да го ревидира етичкиот кодекс за да вклучи одржливо и постојано тело за негово спроведување и да го зајакне механизмот за негова имплементација и отчетност, и поефективно да ја следи имплементацијата на етичкиот кодекс. Судскиот совет треба да донесе нови процедури за примање пријави од граѓани поврзани со судирни интереси и друго неосновано и неетичко однесување кај судиите. И да воспостави канал за заштита и известување на укажувачите, за да им овозможи на судиите со интегритет или други заинтересирани страни да известуваат за случаи на влијание врз судиите и нивните одлуки. Владата треба да обезбеди доволно финансиски и човечки ресурси за судството. Врховниот суд и судскиот совет треба да објавуваат консолидирани информации за судскиот буџет и да се осигураат дека одлуките и годишните извештаи објавени на веб страницата на судскиот совет се во формат погоден за корисниците.